Добродојавте. Добро вечер, почитувани гледачи. Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Тино, а вие гледате Екс Лазаров шоу. Вечерва, јас ќе бидам ваш домаќин. Знам дека може би ви е чудно, но после првата емисија или првиот дебакал би рекол јас, продуцентот на Лазаров шоу, Стефан Лазаров, реши да го промени водителот и да најде достојна и не толку скапа варијанта. Тоест, јас. Јас сум Тино, а вие гледате Екс Лазаров шоу. Наш денешен гостин, познатиот јутјубер, Зоки Фаци на јутјубот, Стефан Лазаров. Здраво. Шо е ово? Па нели Сашко Коцев го договарав? Кој сте? Добро, јас сум... Немавте пари за Сашко Коцев, па демек поевтина варијанта ја. Колку да платите? Па 100. Соч? Соч му да... 100 евра? Много бе, брат. Много, брат. Много. Шо правиме се? Па не знам да ти вратам 50. А мора да се, ајде. Океј се 50? Ајде со 50 ќе поминем, ајде. Тере. Па че ова ќе го сечеме, така? Вратам од почеток, така? Наш... Шо? Ова за 50 евра го? Брат, седни Мора да видам. Седни место. Ова све сечеме, точно, така знаеш. Седи бе. Наш денешен гостин, познатиот јутјубер Стефан Лазаров. Стефан, добре дојде. Добре те најдов во ова лоша и симпатична емисија со уште полош водител. Да. Стефан, водител, Така. јутјубер, билдер, фитнес тренер, рапер у покушај. Дали си размислувал да станеш земјоделец? Не бе, брат, не. Паметно. Стефан, вистина ли е дека првата емисија била толку лоша што дури Мандар кога ја гледал решил да се врати во војска? Некои луѓе изгледаат убаво пред камера. Талентирани се, интелигентни се, ги сака камера. Како е да изгледаш само убаво? Драги гледачи, тоа беше се за вечерва. Вие гледавте Екс Лазаров шоу. Ако ви... Чекај, малце толку, брат? Епа за 50 евра толку. Чекај, брат, не може вака да Не бе, толку е за Чекај, 50 брат. евра. Толку е за 50 евра. Вие гледавте Екс Лазаров шоу со Тино без Атанас. Ако ви се допадна оваа емисија, немојте да не гледате пак. Брат, извини, не можам, веќе многу е лоша емисијата. Чекај, бе, малце. Не ти кажувам, многу е лоша емисијата, значи оваа емисија не ти ја вади ни Сашко Коцев, и Тони, и Джамбас, и ја и Атанас, и Талато Тетово да дојат, не ти ја вадат емисија. Ја ти кажувам, Ајде, се. идам до вец. Па не ми е бе толку лоша емисијата, бе, шо знам? Пациент, не ти е бе лоша емисијата, да заебам, добра ти е емисијата, ама стварно морам да идам до вец. Почитувани гледачи, се враќам од местото каде што почнувам, на местото каде што заслужувам да бидам, а вие сте на местото каде што сте и ја гледате емисијата конечно како што треба. Пред да започнам, а мојот другар Тино се врати од ВЦ. Голем поздрав до моите спонзори, екипата без која што не би можел да го направам се ова. Вие гледате Лазаров шоу, поддржано од Медија МК, и голема благодарност до моите спонзори кои што без нив немаше да изгледа се вака убаво. Доколку сте ме ракли на кладилница, знаете каде ги имате најдобрите квоти во Моцарт, а моментално има и наградна игра. Можете да си добиете BMW 520D со само 20 денари, а доколку немате среќа и утнете на утакмица од вашиот тикет, можете да си добиете Samsung S20 Plus. Исто така голем поздрав до Саник, кажа во првата емисија дека целам кон тоа да си купам свој стан. Голем поздрав до моите пријатели Кабошом, без кој нигде не одам, најубавото кафе, ќе се напиеме заедно со Тино и дефинитивно денеска сум облечен во најубавата гардероба од Спортико. Здраво, Тино. Здраво, Стефче. Како си? Шо преш? Шо преш, добар ли си? Добар, брате. Кажи ми како ти се допаѓа студио, брат? Вецето топ. Вецето? А студио? Вецето е топ, брат. За студио има ли Добро надеж? ти е, бе, добро ти е.
Каква надеж има, више гледај си вложил Добре, кеш добре, топ добре, е, топ. добре, топ. ми се свиѓа. Боле од 90% од сите студија по емисии кај што сум бил. Па, фала ти. Многу ми е мило што конечно правам интервју со најпопуларниот актер од серијава Преспав. Значи, долго време сакав, се трудев да го викнам и еве конечно дојде. Кажи ми прво како е да си главен актер на Преспав и како е да се биде дел од таков серија. Не сум бе, брат, си ме помешал, не сум ја Преспав, не играм. Ау, да бе, по Преспав игра само смешни глумци. Да бе, да. Ај, продужува, Да, така уште, ле. Малце му беше ке крати на монтажа. Имам Не. ја спремно уште, ако Имаш, сакаш. имаш, Јас имаш. имам спремно. Имаш. уште. Имам. Да му даjem едно прашање? Едно. Едно, не. Ајде, сакам да те прашам исто, само немаше време да даеше 70 евра, ке го имаше и ова беше за 70 Ајде, ке евра. ти даеме, не До е сега проблем. имаше за 50 и ги кажав прашањата, сега за 70 евра ти е следново прашање. Знаеме нели дека татко ти е музичар. Добро. Па сакав да те прашам, ти имаш нели 3-4 обида за песни? 4. Добро, добро. 4 обида за песни. Па сакав да те прашам дали татко ти се откажа од тебе у Весник или ја чека петата песна? Што се смееш? За 70 евра. Не, брат, знаеш што? Не. За 70 евро, за 70. Знаеш што е маве? Сега сваќам уствари зашто си заедно со Атана секаде. Зашо? Јасно ми. Многу си досаден сам. Ај. Дечи, конечно да започнеме, мислам доста е, така? За 90 ушена. Доста е. Седи се, седи. Ај малца, бидеме сериозни колку што можеме, сакам да ти поставам неколку прашања, тоест да неколку теми. Стана нов инструктор за сноуборд периодов Да. и многу е популарно тоа кај тебе на Инстаграм, ама јас знам дека многу често одиш со летни гуми таму и пред некој период со шлеп служба си се враќал на кај Скопје. Кажи ми што е работата. Да, бе, брат, Од сигурни извори. Ја не возам кола, немам положено, не ми е кеф да возам кола, не ни сакам да полагам. Тргнат сум да полагам, до градска сум. Искрено ме напиња девојка ми, мајка ми, само жени ме напињаат за коли. Демек, доста те возиме, дај мора да положиш ти да земеш 30 години имаш више. Аха. Да, 30 години. 31? имам. 31 години имам. Јас знам. Така да calm down. Тој што ми Кој е? звони ќе мора да почека. Другарче, Леле спушта женска беше. Леле спушта у емисија ќе го фати девојка. Чути Марта ке ми се. И брата, Некоја на Б беше. Марта се вика девојката, Марта на Б некоја. беше нема да бе добре си извади. И да, не возам кола, а у Мавро со другаров што спиевме у куќа, нели таму бев дугачко време. Он имаше кола и му ја возев колата цело време. Добро? Јас. И сега ја нормално ја возев, ама на вечер нешто почнах да прави, толку разбирам од коли. Нешто почна да прави кррр. Толку знам од коли, брат, и прекина да работи. И после немавме као да се вратиме, а морав да се вратам у Скопје, игравме представа, тоа беше, не знам, пред месец дена. И немав као да се вратам у Скопје, другар има камион и го викавме да не зима, па ние се возевме позади у колата, се вративме од Мавро. Тотален хаос. Ништо страшно и спектакуларно. Се вративте да снимаш представа? Имав представа, да, се Да вратив. те прашам ајде околу театаров, реално доста тежок период и за вас, и за музичарите, и за сите вие што се бавиме со јавна професија, јавна освен ние јутубериве, ние имаме тука прегледи пари, има не е проблем. Кажи ми онлайн јавна. Кажи ми за театаров што се случува таму, знам дека моментално има буквално редуцирани представи, како да ги наречеме? На што се Како работи сакаш, периодов? не представи. На што се работи периодов и што се случува уопште у театар? Абе, ние почнавме да играме у септември, имавме фестивал Гола месечина. После у септември се вративме у театар, спремивме една представа Клетвата на Скотје, се вика. Добро. Само што ради пандемија не искочи, се затворивме, па седевме дома до некој 20 јануар не работевме, нели и празници овона, па после почнавме да работиме, игравме Чао пријатно представата и на отворено, представи што се као со помалце луѓе, демек за да не се зарази, и со публика од 30% од салата, значи од 350 души, некој околу 60 луѓе имаше публика. И брат, глупости со пандемијава, знаеш, еден ќе се зарази, друг се затворивме и сега сме па на пауза 2 недели, најверојатно наредниот период би требало да ја даеме премиерата. А добро, преживувате ли вие актерија? Или како има ли да се преживее период? Не знам што ти кажам. Тешко, а? Се преживува, еве Тешко. вака, ќе лапнам од тебе 50, 60, 70, Толку, да. од друга емисија некоја.
Не, се зебам, не даваат пари по емисии, така да не Да. се понадева некој као, пари зимаат гостиве по емисии, не зимаме. Не, единствен човек што дава пари за да му даje вака како ти сум јас дарежлив, многу спонзори имам, па можам да си дозволам. Да, ама Стефан продуцентот. Продуцентот, Не јас сум водител. само водителот. Да, не, водителот е вако стиснат. Неќе кафе да даде, празна ми е чашата. Празна е. Може да се Како види. празна, пуна е. Годинава е онлайн бубамара, ама јас нема да те прашам за онлайн бубамара, туку ќе те прашам зошто ти јата на Злани не бевте. Ама е така може вистинската причина ексклузивно за Лазаров кај мене секогаш драматургија има, знаеш? Зошто не бевте Ланија некако заедно со Сашко Коцев? Пациент, драматургија ти е вакво. Што е драматургија? Драматургија ти е наука. Не знам дали е наука, ама драматургија самиот збор терминот значи драматургија пишување ствари. Нема врска со драма. Аха. Зборот драматургија нема врска со зборот драма. Добро бе, сека ми се прости јутубер сум. Сака драма да прави со прашањата. Не треба да бидеме Ќе ти кажам, едуцирани. Што е работата, ја кажам? Абе, Медиуми настави. као има две причини, едната е официјална, другата е неофицијална. Ај се официјалната. Сакаш официјална? Официјална. Официјалната прича е као дека као лани не се договоривме, него едноставно ние у тој период бевме пола у Цетиње, пола тука кога се снимаше, а обично припремите се јануар. А ние цел јануар бевме у Цетиње, не бевме тука. Имавме домашни обврски и решивме со Ранко да као меѓусебен договор дали може оваа година да рипнеме и бла бла бла. Тоа е као официјалната прича. Неофицијалната прича е дека мразиме да збориме за политика. Значи неофицијалната е. Во какви односи сте со Ранко? Океј ли? Во супер односи. Еве годинава сте на онлайн бубамара. Да, годинава па политика тераме. Пак политика. Пуштете канал, Што се тераме Што политика. се смени мислењето, поише пари ви да? Не. Не? Не, брат, не, него едноставно види некогаш прифаќаш да правиш ствари ради некои други ствари, ти текнува за фрли рипче, фати крапче, што викаме ние. Така. Ти текнува, па некогаш мораш да направиш компромис, да се адаптираш. Некогаш нешто што не ти било интересно, ќе се натераш тебе да ти биде интересно да го сработиш тоа што се вика. Јасно. И така да назад, back to politics. Добро. Гледате си бубамара тие што сака да гледаат Тино Јатана заедно со Сашко Коцев, кој што нивни. Интересно многу за вас нова емисија најискрено со Тино Јатанас. Го спремате тоа, не знам, периодов, неколку се снимени емисии, кажи ми нешто повеќе околу тоа, кога ќе можеме и кажи си го каналот, значи subscribe да ставите. Subscribe одма. Да. Стефан ме натера да направам канал, он како поискусен во оваа област ми вика брат одма направи Па канал, мора. ете секогаш можеш да научиш нешто од помладите. И го послушав неговиот совет, направив канал, нормално, ми вика пред да објавите, ја мислев дека се прави канал, нели, си објавуваш емисијата, дента која ја објавуваш, правиш канал. Ама продуцентов Лазаров ми рече демек порано да го направиме. Директно. Го направив преска каналот. Добро. Он ми помогна. Се вика Чао пријатно, така го крстив. Чао пријатно, ЦХАО пријатно. Направи вака. Направи вака. Цхао пријатно. Вака. Вака. Актер не знае, значи вака треба да направиш. Кажи Тањер, држи шајнцер, одма знам. така. Цхао пријатно. Сега ставив оние промоото што ни беше, а од 1 април вајда во 8 сат, не знам, ти кажи ти у колку сат да. 8. Во Не, 8 џабе ќе сташ Лазаров става тоа. Ама у четврток не идеш ти. Ба, не ќе ставам, А ти ставаш видео? Значи ја ти кажам, да, можеш 8. Ќе те гледам и тебе. Планираме да ја пуштиме на 1 април во 8 Добро. сат на овој канал, на Чао пријатно каналот. Најискрено со Тино Јатанас ни еден проект што го мислиме ја и Јатанас многу одамна, кај што исто како тебе, не сакаме телевизија, сакаме да си правиме нешто за наш кеф, сакаме нас да ни биде интересно и пред се ние да си поминуваме убаво кога го работиме проектот. Тоа е една емисија која ќе биде како толк шоу емисија, ќе биде една, како што ја милувам да кажам, една мала оаза искреност во оваа пустина наречена медиуми. Емисијата нема врска со оваа порака, чисто јас ја кажувам. Иначе ќе биде у наш стил, комично, ќе има многу навреди, многу роуст, ќе има многу познати личности. Познатите личности ќе бидат во издание во кое до сега не сме навикнати да ги гледаме и како ние ги замислуваме дека се. Фала Богу, познатите Македонија се случува нешто светско. Дали јас сум доволно популарен да ти гостувам во таа емисија? Па во втора сезона да. Може Ти си доволно популарен да Јас- ми гостуваш у втора сезона. Вака са.
Вака сега, дечки, за да му докажеме на Тино дека сум доволно популарен, ако има оваа емисија 5000 лајкови, ја мислам дека треба ме викне. Договорено? Емисијава, ако има 5000 лајкови, ти си упрва сезона гости. Јес, поддржете ме. Тоа е тоа. Досадниве теми, досадниот Тино до тука ќе го слушаме, доста е, мислам, ми се приспа, доста е. Сега ќе одиме со прашање од фанови, она што вие ми го поставувате на мојот Инстаграм профил, доста интересни бевте за Тино, иако е доста неинспиративен. Ќе одбереме сега 4 За Рима прашања за мене. Мислев никој нема да праша. Случајно попраша. Прашање од фанови. Cute Panda M, колку е исплатливо да си вработен во театар комедија? Исплатливо е, брат, затоа што доброто е што си во национална институција, што значи си вработен во државата и финансискиот дел е пристоен да живееш пристоен живот, нормално како и во се друго, ако не работиш втора, трета работа, нема да преживееш. Ама дека ќе останеш гладен без леп, нема да останеш гладен, тоа е од финансискиот дел, исплатливоста, што би рекол најверојатно да, еве да не пекаме дека све е катастрофа. Нематеријалниот дел е најубавото нешто што може да се случи, мислам, јас овој период додека не игравме имав страшни психички проблеми баш ради тоа затоа што немам кај да се испразнам, затоа што тоа сцената за нас е еден вид канал. Да покажеш што чувствуваш, да го покажеш твојот став, да поставиш прашања, да останат замислени, ако сакате од сериозната страна, ако сакате од забавната страна, да доеш у театар на саат и пол и да прекинеш да мислиш на свет, да те земе тој свет и саат време да се исклучиш, да набилдаш ендорфин од себе, да си излезеш среќен и да се смееш вечерта цела вечер до спиење затоа што си го гледал, значи да си поминеш убаво. Аплаузот кој што го добивам на крајот представата е нешто безценето, брат, и мене искрено да не ми даваат плата, ја би играл театар. Јас сум играл театар кога сум бил студент и после тоа и без пари, тоа е љубов, тоа е дали е точно, бар имам информација дека од плата од театар не можеш да дојдеш на забар? Зошто така? Па забит. Еј! Нема лифтиш. Па мора да вратам. Абе, чекај, ја да те прашам нешто, ама искрено ми кажеш. Кој ти е омилен лик помеѓу Фатма Ѓул, Ѓулмирен и Малечката невеста? Не знам, брат, не гледам турски серии, зашо? Како не гледаш, па цел канал ти е турски серии. Гива, се врати. Да, 90 евра треба за оваа. Второ прашање, ако продолжиме вака ќе трае емисијава 2 сати. Не можеме да се удараме. Интересна случка, реакција од публиката играјќи Вардарски пастови или било која представа Габи Димова 1998. Брат, за пастови имаше многу добра прича. Не знам, на почетокот излага пастови и на секоја изведба на крај, на поклон, на аплауз, летаат прслуци женски, гаки, Добро. Такви ствари. И ти обично, нели, шмекерицата на поклон, дзиркаш со едното окце кој фрла, да видиш, добра ли е женскава што ти ја фрла, не ли е добра кој ти фрла. И девојчиња, другарки, на роден ден и било на едната, и се дерат и викаат спакувани танги со чоколадца, прслуци имаат вадено директно, јас сум го мириснал, мирисаше на женска цицка прслукот. Девојка имаш? Добро бе, брат, на сцена ми фрлаат прслук, шо? Тоа девојка ми е среќна за тоа што ми фрлаат прслук, демека е супер, те сакаат. Нема бе, уживе. Доста бе тебе на БТА ти звонеше, ништо не направи гости, ќе гостиш тоа, јас зов. И една представа, брат, вриштење, пошто на пастови, например, атмосферата на крај на представа е стадион, брат. Уау, викање многу хајпнато завршува представата со стриптиз, ако си ја гледал, знаеш, кој ја гледал, знае. И летаат гаки, чорапи и прслуци и вака фрлам окци и машко гледам. Браво, дечки! Уху! И фрлам. Да не бил Басил Гарманлиев. Супер сте! Браво, момчета! Помнил! Аз искам! Искам бе, момчета! Може да беше, ми гледам машко и викам, што се случи, не кефме да ги земеме тангите. Па ајде. Обично на секоја изведба е, моја, мене ми ги фрлија, накај мене летна, мој се, нова, накај тебе летна, не, накај тебе летна, да. Трето прашање од Тасковски, брат му на Таско. Дали го сакаше Таско за зет или реши дека во фамилијата ти ќе си звезда? Не знам како ти си звезда, ама... Дали ти, кажи спрвин, дали ти личи на Таско брат му на абортиран јала брат? Абе, апсолутно!
Слика тука ќе го видите, еве го. 100% тоа е тоа. Што му Добро, беше вршањето? Контра. Дали го сакаше Таско за Z или реши дека во фамилија ти ке си звезда? Го сакав Таско за Z. А ти што не знаа, Таско беше дечко на сестра му долги години, веќе не е. Да. Веќе не е затоа што да, Ти си звезда? не го сакав Таско од уште го знам од дете, од мало ми е. Ептен ми беше супер као Z. Али кажав на сестра ми дека многу и се двајца популарни, да реши меѓу мене и Таско и она очигледно го одбра брати. Што е многу логично. Не, мислам дека сгреши, бидејќи сега од звезда во фамилијата сега нема ниту една. Четврто прашање, да не си тоа што си, што би бил Снежана Тодорова? Што би бил да не сум глумец? Да. Клошар. Не, клошар и сега сум. Не знам, брат, би бил психијатар? Психијатар? Не. Еве да ти го дадам ова, да можем... Не знам, брат. Смени, мај да лежат. Немам појма, немаше да бидам ништо, стварно ме професијава Не ме види со извади. твојот талент мислам дека и Пејач, ке беше сигурно. правиме кратка Јутубер, пауза. јутубер, Јутубер. Не може јутубер, ќе ми го земеш. Ке левот. бев. Ќе ми го земеш левот. Ке бев. Никако. А па еден леп што ја гевречиња. Ке ми Се го земеш бориме, геврече. се бориме јутуберите да заработиме и ќе им кажеме на ваквите колку овој кој. Кој бе? Ќе им Ја кажеме. најмногу ве сакам од сите бе. Сите јутубери ве гледам. Сите до еден ве пратам што правите. Дечки, правиме мала пауза, рубриката да подршка за македонски артисти. Денеска ја пуштаме песната од Лара Иванова, кој е сега крив, а вие испраќајте ги вашите песни со спод на имейл lazarovmuzika2@gmail.com за да ги видите во овој дел. Уживаме со Лара. Нема светлина и ништо во мене не те препозна. Извини, sad je važno ko je сега крив. Задали сите грешнице, но никогаш ти. Извини, sad je važno ko je сега крив. Не си во моите соњи, што во ниту еден од нив. Извини. Во ниту еден од нив. Извини. Лара Иванова дефинитивно треба да се подржи од македонската естрада, девојка која што многу ветува, а вие гледате Луто Пиперче со Тино и Стефан Нејата нас, поддржано од Медија МК. Спремен си? Ајде. Како си? Ајде нели не гледаме еден на кај друг, нели таму ме тераш да гледам. Таму. Кој е најдосаден актер освен тебе? Борче Начев. Борче Начев. Коцев Не е Борче. Второ прашање. Дали Сашко Коцев е твој идол? Ми беше порано да признам. А веќе не. Признавам. Зошто не ти е? Веќе идолите се до мене. А ти стана ривали. Да, не се до мене, нели како викаат траперите. Демек тие што ги гледав на ТВ порано сега се до мене. Таа шема. Добар си. На викенд во Мајами со Ранко Дугомара или Зоран Заев? Со Ранко, брат, ки идам кај Со сакаш. Ранко не идеш Кај со сакаш Заев? идам, со ЗЗ не идам. Кажи ми твоја најдобра реченица за како да се додворуваш на девојка. Реченица. Најдобра. Најдобра. Да се додворувам. Pick up line. Шляре, не немам појма, брат. Што Маче, има? како би ти... Значи како би ти шмугнал од супата што ја јадеш виетнамска, затоа што во моментов сме во виетнамски ресторан кај што те частам и ја ќе ти ја платам супата виетнамска. Сваќаш се зашо не се удварам на девојки? Да, јасно ми е готово. Кој е најдобар, а кој е најлош македонски јутубер? Да ги набројам? Па еден најдобар, еден најлош. Од најдобар до најлош. Да, не знам како се вика. Ритко, Бака Прасен, Ало македонски. Чода, Джипи, Стефанатор, Лазаров. Од најдобар до најлош. И ти имаш среќа што те стави.
Иначе Ајде, нема шо. што. Абе дојди, ти си најбољи, ајде. Лазаров. Кој е најсекси во преспав од жените? Топ 5. Една, кој е Топ најсекси? пет. Типа ма си комплицира. Јеленче, Емра, Наташка сега. Толку. Емра ти Тачеш, е... не е добро? Добро, сега зашо ми се мешаш у стилот? Деме која ти е омилена боја плава и шо зелена не е добра. Тој ми е сейфот. Седмо прашање, со кој од македонската естрада би сакал да поминеш една интимна вечер? Со Тања Кочовска. Тоа ќе биде фешти. Осма, која е најлошата песна што си ја слушнал од Таско? Не, шо знам бе брат, кажи некоја. Најлошата од Таско? Да. Тебе која ти е најлоша? Има лоши, бе. Нема, ама тебе која ти е? Добро бе, најслаба тебе која би Па си? нова криминал. А? Не. Која? Не, мене од Таско поише ми се свиѓаат оние што му немаат спотови. Аха. Тие ми се свиѓаат поише, да, а овие популарните мене не валјала ми е мене најлошо. Добро, сега мене тој ми е стилот. Девето. Девојка ми сака кога? Ја сакам. Јас. Добро. Девојка ми сака кога ја сакам. Десето, Кога не. ја готвам, кога ја чистам, кога ја правам смешки. Само тоа? Да, Толку? Добро. да. Десето прашање, наброј 3 работи кои би ги правил со Атанас, а никој да не знае. Три работи што би ги правил? Да. Би дилал дрога, би се вакцинирал тајно. Никој да не знае. И би не знам бе брат што би правил. Би јадел виетнамска супа. Со девојка од виетнамски. Од девојка од виетнамски ресторан што ја би ја платил. Благодарам. Вие гледате Луто Пиперче поддржано од Медија МК, сега се враќаме во емисијата. Не знам зашто екипа, ама Луто Пиперче мене највише од се ми се свиѓа во емисија и пак е буквално многу смешно. Имам уште 4 прашања од фановите кои што ќе му ги поставам на Тино, но пред тоа сакам да ви кажам на кратко дека со Кабошон можете да заработите само со нивното кафе, односно пиете 2 кафења на ден и можете да имате плата од 500 евра месечно. За повеќе информации обратете му се на дечкото кој што ќе оставам линк во дескрипција. Една голтка, ако цело кафе е 500 евра, една голтка колку ми е? 50 евра. И 90 од преска ми ги броиш да речем, колку имам да се? 130 евра? Леле, 140 евра. Што направи. Брат, ставаш тикети? Не сум Моцарт ќе си ставиш, А што беше тоа што викаш за 20 че нешто За кола? 20 денари си уплаќаш и ако погодиш најдолг тикет, најмногу такмици, моментално се 23, 520 BMW D. Значи ти дечко, ако ги погодиш за 20 утакмици си го ќаруваш тикетот и плюс и плюс BMW. Е, Моцарт, бе. Идеме 4 прашања плюс од фанови. Кој ти е омилен рапер Армин НН е се од Македонија? Не рапер, трапер. 3 грам. 3 грама. Кој се ти е? Еден е. Кој е тој? Јас сум толку андерграунд што 3 грама ми е омилен рапер. Добар одговор. Шесто прашање, зошто не признаваш дека Атанас е подобар? Прашува Т. Перовски. Како бе брат да признам, да дам, да Брат, кажам. реално е подобар са, не разбирам го. Значи, Да го признам поразот. па не е тоа пораз, тоа е реалност. Нема што да признаваш, идеш до крај Јас со глава. мислам, у дечки, зид. дека тоа е многу реално. Добро, подобар. Идеш со глава од зид, тоа никад нема да признам. Добро бе, не да се заебам. Еве, како се вика Перо? Перо? Т. Перовски. Т. Перовски. Братче, ако ти е кеф на душата, признавам, Атанас е многу подобар глумец од мене. Се надевам дека супер си поминуваш. Седмо прашање, ова знам дека ти го поставувале, но јас не сум го чул. Дали некогаш на сцена си имал ерекција? Ацковски 7. 100% ти го поставувале прашање. Ацковски брат, теорија нема да имаш никаква сцена на ерекција, нити да ти се дигне, нити на снимање да ти се дигне. Првен ќе ти објаснам на снимање, имаш 6 души позај 16 души позај камера. И ти замисли се сега како е со 16 души да те гледаат и да ти се дигне, нема шанси. На сцена е уште позаебано, затоа што тоа што се случува на сцена е сега во моментот и ти мислиш на 1.300.000 други работи. Не, значи кикирика брат. Не само што нема ерекција, кикирика. Ја после пастуви, да ти кажам за пастуви, нели се соблакаме на крај и нешто играме на пастуви, мачо.
Добро. Демек играме ние стриптиз, тука ги парче ги направивме женските. Тука сум ја легнал само што сум играл. И на крај бам ги соблакаме гаките и имам рак, така завршува представата. Добро, да. И ја некој мачо чувство у мене, викам леле ги запалив, ги изгорев женскиве. Кикирик. Се вртам брат, го нема. Не. Абе го нема, ти кажувам го нема, не го нема, навнатре. Трешно. Како после тренинг испотен. Уште повнатре. Па, Уште испотено. повнатре, уште треба да направиш за да ти искочи. Добар. Така да нема шанси на сцена. Добар. Да се диси. Дефинитивно. После ова си го замислим маза Не, бе, брат, как? И после Ајде му се дигне на Лазаров, ваква шанса нема. Во емисија? Нема шанси. се има, брат. На кој на Раусти се дигна? Не, брат, на Тамара Тодески, Антонија Ѓиговска. Оу, Се шала. ако ги викне гости морам да ја гледам тоа. Се шалам. Последно прашање денеска, дечки, крај на емисијата, 8. Дали гледаш ТВ и какво мислење имаш за телевизиите во Македонија? Прашува Тејан.Јованов. Телевизија не гледам Netflix, ама тоа не се рачуна за гледање телевизија. Не, телевизија. Телевизија каналиве. Македонски. Не, воопшто не гледам телевизија, нема никаква понуда, нема што да понудат. Го имам истиот став као тебе, дека треба ние да си направиме некоја посебна сцена на страна, ти више си почнат. Јас исто не сакав да излегувам на телевизија, тоа е све затруено со политика, све мора да биде поврзано со политика или со некои лоши теми. Искрено, не само ја мислам дека сите у последниот период она толку не преовладува тоа што го читаме и што го гледаме, што ја решив да се складирам што ќе читам и што ќе гледам и уопште не пуштам телевизија затоа што секој 30 секунди се бедак тежок. И политика. Ако не е нешто за болества, за глупостите, е за политика. Никој не ќе да чепне да види што има, кај има, кој има, дали се случува нешто друго у држава. Затоа, брат, ние младите ќе се трудиме да смениме некои работи, ќе ни треба нели вашата помош со бројките кои што ги постигнуваме, ќе им докажеме на некои таму чичковци, батковци, дадички дека На крајава не ни треба да докажуваме на никој ништо, него ние убаво да си проаѓаме. Да си проаѓаме и тоа што ни фали да си го направиме, место да кукаме дека нема ништо. Како си проведе денеска? Топ. Добро беше, окей. Ти? Да се ми здрав, жив брато. Ти добро си проведе. Супер си поминав. Имаше моменти на дечки, се надам дека и вие си поминавте убаво. Ајде таму ќе дадеме одјава. Голем поздрав до Медија МК, без кој што овој проект немаше да биде возможен и за разлика од телевизиите, Медија МК верува во младите и тек ќе верува. Се надам дека вие уживавте денеска со мене и Тино. Ако уживавте, ставете лайк, ставете subscribe и се гледаме следната недела на исто место. Чао! All I wanna do is just flex. Big body thing, have sex. No phone calls, just text.